За кратко се очекува да почне церемонијата на чествувањето на големиот државен празник 2 август Илинден, денот на Републиката. Нашата сила за еднината е слоганот под кој се обединети сите чествувања по повод одбележувањето на Илинден. Овој голем македонски национален и православен празник како концепт кој ги опишува заедничките вредности кои сите ги славиме, празнуваме, кои не обединуваат и поврзуваат, не прават горди и сплотени граѓани на нашата заедничка држава. Овде на платото пред председателската резиденција пристигнуваат членовите на делегацијата од владата и од собранието. Пристигнуваат и дел од дипломатскиот кор, веќе се присутни и представниците од политичките партии, како и членови од Сојузот на борците, како и членови на семејствата на одликуваните. Почетокот ќе го одбележи интонацијата на химната во изведба на Нико Ѓоргиевски. Председателот Пендаровски ќе се обрати на нацијата со пригоден говор, честитајќи им го празникот, ќе пренесе пораки за единство во градење на заедничката и подобра иднина и ќе одаде признание на борците од Крушевската република и на сите борци кои ги положија животите во темелите на нашата држава. На манифестацијата ќе бидат доделени одликувањата: Орден на Република Северна Македонија, Орден за војни заслуги и медал за храброст. Со Орден на Република Северна Македонија постхумно ќе биде одликуван Крсте Црвенковски за својот особен, стратешки, долготраен и неповторлив придонес во втемелувањето и во развојот на македонската држава и македонското општество. Со Орден за војни заслуги постхумно ќе биде одликувана Невена Николова Ѓоргиева Дуња за извонредната храброст, пожртвуваноста, непоколебливоста и за лидерската улога во антифашистичката борба во работничките и во синдикалните движења, кои што се застапувале за социјална правда, со што ја задолжи нашата држава со своето херојско дело и со својот пример за посветеност на заедничката цел и на заедничката борба за подобар и поправетен свет. Со медал за храброст ќе бидат одликувани Никола Стојановски, Јован Величковски, Трајанка Аврамовска, постхумно, Илија Дуновски, Никола Николовски, Цветко Цветковски, Кадрија Џафери и Дафинка Богоева. Осумината се одликуваат за пожртвуваноста, за истрајната борбеност и за нивната посветеност на високите цели на заедницата. Во овој момент председателот Пендаровски пристапува кон платото, кога и официјално почнува церемонијата по повод одбележувањето на Илинден. Претходно председателот Пендаровски ги посети градските гробишта Бутел, каде одаде почит на вечните почивалишта на председателите Киро Глигоров и Борис Трајковски и на генерал Михајло Апостолски. Председателот положи цвеќе и на споменикот на паднатите борци од... Почитувани, химната на Република Северна Македонија во изведба на Нико Ѓоргиевски. Македонија
Почитуван председател на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Уважени гости, дами и господа. Нека ни е честит Илинден, денот на Републиката. Со изведбата на државната химна започна церемонијата на доделувањето на Орден на Република Северна Македонија на Крсте Црвенковски, постхумно, Орден за воени заслуги на Невена Георгиева Николова Дуња, постхумно, и на медали за храброст на учесниците во Народно-ослободителната војна Никола Стојановски, Јован Величковски, Илија Дуновски, Никола Николовски, Цветко Цветковски, Трајанка Аврамовска, постхумно, Кадрија Џафери и Дафинка Богоева. Во продолжение подетално ќе видиме и чуеме за добитниците на признанијата и за нивниот непроценлив придонес со кој што ја задолжија македонската држава. Но најпрвин имаме чест да го поканиме председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски да се обрати. Повелете. Почитувани граѓани, на Свети Илија го славиме нашиот најголем државен празник. Затоа што на денешен ден македонскиот народ и неговите сонародници ги воспоставија своите две републики. Крушевската во 903-та и Асномската во 1944-та. Барајќи излез од авторитарните монархии и автократските режими кои систематски го обесправувале, асимилирале и експлоатирале, македонскиот народ спасот го нашол во републиката како најправеден и најпрогресивен државен поредок. Поредок кој требало да му овозможи да има слободна, функционална политичка заедница, обединета околу општото добро и јавниот интерес. Крушевскиот манифест ни ги дава контурите на републиката, за која се бореле илинденците, република положена врз идеалите на правда, слобода и достоинствен живот, во која ќе има место за секој маж и жена, независно од народност, јазик и вера. Визијата за републиката е надградена за време на Народно-ослободителната и антифашистичка војна, во која партизаните ги обединија сите прогресивни сили во широк национален фронт. На слободните територии беа воспоставени народно-ослободителни одбори, како никулци на идната Асномска република, која по самата своја суштина беше национална и антифашистичка. Борејќи се за една таква прогресивна антифашистичка република,
Многумина ги дадоа своите животи, меѓу нив и нашата прва партизанка, Невена Николова Георгиева Дуња. Невена својот краток живот го посвети на борбата за социјална правда и национална слобода. Веруваше дека преку антифашистичката борба и жените ќе се изборат за своја рамноправност со мажите. Невена учествувала во формирањето на дури 3 партизански одреди: Скопскиот, Струмичкиот и Велешкиот. Пеш ја има крстосувана татковината и како Дуња, Стојка и Рајна го мотивирала народот да се вклучи во борбата. Гонета од фашистичкиот окупатор и неговите контрачети, Невена херојски загина, за да им овозможи на своите соборци безбедно да се повлечат и да ја продолжат борбата за слобода. Споменот за неја е толку силно врежан во нашата колективна меморија, што ако денеска ги прашаме луѓето, огромното мнозинство од нив, без задршка ќе речат дека Дуња е народен херој од НОБ. За жал, фактите зборуваат дека е направен пропуст и дека таа никогаш не била прогласена за народен херој. Затоа во знак на благодарност, ние, денешните генерации, поскумно ја одликуваме со орден за воени заслуги. Драги сограѓани, за да видиме за каква република се избориле учесниците во НОБ, треба да погледнеме во животната активност на великаните на таа славна антифашистичка генерација. Еден од нив е и Крстец Црвенковски, првоборец и народен херој, кој активно учествувал во народното востание од самиот почеток на 11. октомври 1941. Тој лично сведочи дека, цитирам, во одлуките на АСНОМ стремежите за сувереност и државност на македонскиот народ и републиката се кристално и јасно формулирани. На таа основа беше заснована новата Македонска република. Завршен цитат. Како долгогодишен член на највисокото политичко и државно раководство на републичко и на сојузно ниво, Крстец Црвенковски имал можност да ја преточи во дело неговата визија за републиката како општо добро. Третирајќи ги сојузните републики како национални држави на конститутивните народи на Југославија, Црвенковски се залагал за децентрализација на федерацијата и почитување на легитимните интереси на републиките. Неговата улога во основањето на Македонската академија за науките и уметностите, развојот на Универзитетот Свети Кирил и Методи и возобновувањето на Македонската православна црква сведочи за неговата визија за Македонска република со развиено образование и наука и со автономија на културниот и духовниот живот. Бил против ригидното разбирање на партискиот монопол, за либерализација на политиката и демократизација на државата. Доживувајќи го македонскиот мултиетнички амбиент како предност, а не како недостаток, активно се залагал за целосна емансипација и афирмација на немнозинските заедници. Пред 33 години, како млад човек кој првпат навлегува во водите на политиката, имав чест да го запознавам заедно со неговите истомисленици Славко Милосавлевски и Ќамуран Тахир и лично да посведочам дека иако биле дел од монопартискиот систем, знаеа да го насочат погледот и надвор од идеолошките параметри на времето. Имајќи ги предвид сите негови заслуги, постхумно го одликуваме Крстец Црвенковски со орден на Република Северна Македонија. Почитувани сограѓани, славната антифашистичка генерација полека ја напушта историската сцена. Се помалку меѓу нас ги има живите учесници во тие настани. За жал, низ годините на независноста сведочевме и на обиди да се релативизира значењето на НОБ, а со тој и делото на нашите партизани. Во пресрет на Илинден имав чест да посетам неколкумина од преживеаните борци и да ги прашам за што се бореа и против кого се бореа. Сеќавајќи се на борбата за слободна Македонска република, Илија Дунавскиот Охрид ми рече, битката не се добива само со пушка, но и со срце, со храброст. Затоа денес на сите живи партизани им се заблагодаруваме со медали за храброст. Со овие одликувања, ние денес на символичен начин правиме обид за исправање на неколку историски неправди. Првата, направена со пропустот Невена Георгиева Дуња да биде прогласена за народен херој. Втората, со отстранувањето на Крстец Црвенковски од јавниот и политичкиот живот.
поради неговите либерални ставови и прогресивни политики. Третата, со обидите да се релативизира значењето на НОБ и АСНОМ како папочна врска меѓу нашиот прв и нашиот трет Илинден. Почитувани, овој чин го правиме во период кога нашата држава по кој знае кој пат се соочува со обиди да биде негирана националната самобитност на македонскиот народ и оспорени неговите уникатни национални белези. Револтот на граѓаните е оправдан затоа што сите успеси како независна држава ги добиваме по потешкиот пат. Но не се откажуваме од стратешката цел да останеме дел од заедницата која со сите своји недостатоци сепак создала простор во кој луѓето се слободни и своји. Во рамките на нашите заложби за целосна интеграција на Северна Македонија во Европската Унија имаме цврста намера да ги исполниме сите услови од европските преговарачки поглавја, но немаме намера со било кого наместо за европски вредности да разговараме за возобновување на империалистичките концепти и идеи од минатите векови. Концептот на Обединета Европа ни ја дава најдобрата шанса да го заокружиме развојот на Северна Македонија како современа Европска република. Овие напори се жртвата на нашата генерација за нашите млади и за нивната иднина. Но за сето ова да не биде залудно, огромна незавршена работа не чека дома, каде што треба да продолжиме да ја градиме државата како праведна и прогресивна, во која македонските граѓани ќе имаат пристоен живот, добро образование, квалитетно здравство и ефикасен правен систем што ќе ги сузбива криминалот и корупцијата. Свесен сум дека кај дел од граѓаните постои стравување, дека на тој пат кон Европа ќе биде цензурирано нашето историско паметење, дека наводно веќе нема да може да спомнуваме против кого се бореле нашите херои, или дека ќе треба да ги затвориме очите пред фактите за депортацијата на македонските евреи во Треблинка и масакрот на младинците во Ваташа, дека ќе ги затвориме ушите за да не ги чуеме сведоштвата на нашите последни живи борци, на генерацијата која на своја кожа ја искуси окупацијата во периодот 41-44 спроведувана од профашистичката влада во Софија. Но кога би престанале да ја зборуваме историската вистина, ние би станале соучесници во креирањето на една нова историска неправда и токму овие одликувања се нашиот одговор на секој обид да се замолкне вистината, бидејќи историската вистина не може да се промени со договор, ниту со протокол, бидејќи фактите го разобличуваат секој наметнат конструкт. Со историската вистина нема компромис, говорењето на историските факти никогаш не било, ниту може да биде говор на омраза. Проектот на Обединета Европа недвосмислено потврдува дека патот до автентично и трајно помирување меѓу народите води преку правдата втемелена врз вистината. Затоа ќе продолжиме да ја зборуваме вистината и само вистината. Драги сограѓани, не треба да чувствуваме никаков страф. Ако македонскиот народ не подлегнал на обидите за асимилација, денационализација и историски ревизионизам во периодите кога било бесправен и немал своја држава, денес при своја држава шансите за такво нешто се непостоечки. А наша должност е да се грижиме нашата република, сите нејзини граѓани подеднакво да ја чувствуваат како своја татковина. Нека е за многу години Илинден, да живее Република Северна Македонија. Почитувани, го најавуваме видеоматеријалот преку кој што ќе имаме можност да се запознаеме со дел од богатата биографија и заслугите на Крсте Црвенковски. Крсте Црвенковски е еден од најзначајните политичари и општественици во Македонија и поранешна Југославија, чија што активност одбележува една цела епоха. Активен е во предвоеното национално и комунистичко движење, а учесник е во НОБ од самиот почеток на народното востание. Во текот на војната е затворен во Тирана, но успева да побегне и повторно се приклучува на партизанските одреди. Бил организацијски секретар на КПМ, сојузен министер за просвета и култура и председател на СКМ, член на извршното биро на СКЈ, член и подпредседател на председателството на СФРЈ.
Доаѓањето на Крсте Црвенковски на чело на СКМ е своевиден пресврт во политиката во развојот на тогашната Социјалистичка република Македонија, македонскиот народ и останатите народности. Овој период, често наречен либерализам, е време на силно ограничување на влијанието на тајните служби на поранешната СФРЈ. Во овој период, кога Крсте Црвенковски е начело на СКМ во Македонија, се формираат национални институции како што е Македонската академија на науките и уметностите, а се завршува и процесот на возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. На сојузно ниво, Црвенковски активно се залага за полна рамноправност на народностите, а особено на албанците во автономната покрајина Косово. Дополнително, тој во своите изјави ги третира републиките како национални држави на конститутивните народи на Југославија и инсистира дека Федерацијата е заедница на доброволно здружени народи. Неговата политичка дискредитација започнува со познатата седница на извршното биро на СКЈ во Караѓорѓево во декември 1971. По состанокот на партискиот врв во Милочер, Броз постепено го дистанцира Црвенковски од центрите на моќ и одлучување. Во 1974 по завршувањето на неговиот мандат како член на председателството на СФРЈ, Црвенковски е пензиониран и се враќа во Скопје. Од тогаш па до крајот на 80-тите години, иако формално слободен, тој е отстранет од јавниот живот, проскрибиран, а секоја средба со него ја следат тајните служби. Со демократските промени во Македонија, првиот председател на државата, Киро Глигоров, символички го рехабилитира Црвенковски, поставувајќи го за член на Советот за безбедност на Републиката, а тој се враќа во јавниот живот со интервјуа и написи во медиумите, како и со публикации. Крсте Црвенковски денес постхумно добива заслужено признание од својата држава и од својот народ, орден на Република Северна Македонија. Почитувани, во продолжение следува читањето на указот за одликување на Крсте Црвенковски постхумно. Указ број 20, 21 јули 2022 година. Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија, амандманот 33 од Уставот на Република Северна Македонија, член 2, став 1 од Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија, став 1, точка 5, член 14, точка 5 и член 18, став 1 од Законот за одликување и признание на Република Македонија, постхумно се одликува Крсте Црвенковски со орден на Република Северна Македонија за неговиот особен, стратешки, долготраен и неповторлив придонес кон втемелувањето и развојот на македонската држава и на македонското општество. Неговата визија и неговиот конкретен влог во формирањето на македонското општество, културата и на политичката прогресивна и еманципацијска патека е од непроценливо значење. Црвенковски активно се застапува за рамноправноста и за посебноста на народите и на плуралистичките културни идентитети во општеството, како и за легитимните интереси на републиките и на нивните народи и народности, како основа за градење на сојузната политика. Тој е еден од најзначајните, најпрогресивните и водечките политичари во историјата на македонската државност, кој остава трајни вредности во развојот на политичката култура. Стево Пендаровски. Сега ја покануваме Емилија Црвенковска, ќерка на Крсте Црвенковски, да го прими орденот и да ни се обрати. Повелете. Почитуван председателе Пендаровски, почитувани борци, почитувани присутни. Некаде во своите спомени мојот татко Крсте Црвенковски запиша: кога тргнавме партизани, бевме неподготвени, со парче леп во джеповите. Се снабдевме со оружје, го поведовме народот
ја создадовме македонската држава. Никој не им ја подари Македонија на македонците, на македонскиот народ. Сами ја создадоа со разум, морал, пот, крв и жртви. Тоа се неговите зборови. Она што мислев да го кажам за неговите заслуги во рамките на бившата федерација и на почетоците на македонското заживување на македонската држава, веќе во голем дел го слушнавме. Да не се повторувам, ке кажам само дека е учесник во создавањето на оваа држава од самите почетоци во станието на 11. октомври во Прилеп, неговиот Прилеп. Кога човек ќе замине од овој свет, логично е дека признанијата не му значат повеќе, но му значат на семејството. За нас е најважно што го отпретавте неговото име од заборав. Пред се заради младите генерации, зашто треба да знаат какви личности дала Македонија. Ако Крсте на 20 години со своите соборци тргнало во војна и излегле по 4 години со создавање на држава, нека биде ова како завет за младите дека секогаш треба да веруваат во подобра иднина, дека мора да бидат оптимисти како што беше тој до крајот на својот живот. Од името на семејството ви благодарам, председателе Пендаровски, му благодарам на одборот за доделување на овие највисоки одликувања, што го впиша името на мојот татко меѓу најзаслужните граѓани за Македонија. Нека ни е честит празникот. Во проложение ќе го проследиме видеоматеријалот за Невена Николова Георгиева Дуња. Меѓу плејадата борци во народно-ослободителната и антифашистичка борба кои го положија животот за слободата на татковината, оставајќи пример за храброст, пожртвуваност и непоколебливост, особено место зазема херојското дело на првата партизанка Невена Николова Георгиева Дуња. Таа е родена во 1925 година во Скопје. Била припадничка на младинското, синдикалното и работничкото движење. Уште во 1941 била примена во СКОИ. Со своите 16 години како младинска активистка учествува во подготовките за вооружено востание во Македонија. Дуња е меѓу првите 12 борци кои влегуваат во првиот скопски партизански одред. По расформирањето на одредот, 6 мина борци илегално се префрлаат во Велес за да се приклучат на Прилепскиот партизански одред, меѓу нив и Невена Николова Георгиева Дуња. Меѓутоа, поради отежнатите зимски услови и одлуката на ПККПЈ за Македонија за расформирање на одредот, наместо кон Прилепско за да се придружи на првиот Прилепски партизански одред Гоце Делчев, Дуња, по добивањето на илегалната задача, во ноември заминала за Струмица, каде помагала во подготовките за излегувањето на Струмичкиот партизански одред. Со својата активност таа е непријател број 1 на бугарската влада, која тогаш беше на страната на фашизмот. Во мај 1942 Дуња била осудена во отсуство на 7 години строг затвор, а нејзината глава била уцената на 4000 лева. Дуња загинала во судир со бугарската полиција и контрачетниците на 6 декември 1942 кај велешкото село Нежилово. Откако тешко ја раниле, за да го заплашат народот, и ја отсекле главата, и ја набиле на кол и така ја шетале низ велешките села. Во Велес, незината глава пак била ставена во еден централен излог. Народната песна испеана по повод незиното загинување, Пуста останала таја контрачета, пее за рај на Скопјанката,
то ест за Невена Георгиева Дуња. За непроценливиот придонес со која задолжи нашата држава и својот народ, за храброста, пожртвуваноста и лидерската улога во борбата против фашистичкиот окупатор, денес на големиот празник Илинден, постхумно на Невена Николова Георгиева Дуња и се доделува орден за воени заслуги. Почитувани, следува читањето на указот за одликување на Невена Николова Георгиева Дуња. Указ број 21, 21 јули 2022 година. Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија, амандманот 33 од Уставот на Република Северна Македонија, член 2, став 1 од Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија и на член 12, став 1, точка 5, член 14, точка 5 и член 18, став 1 од Законот за одликување и признанија на Република Македонија, постхумно се одликува Невена Николова Георгиева Дуња со орден за воени заслуги за извонредната храброст, пожртвуваноста, непоколебливоста и за лидерската улога во антифашистичката борба, во работничките и во синдикалните движења кои се застапувале за социјална правда, со што ја задолжи нашата држава со своето херојско дело и со својот пример за посветеност на заедничката цел и на заедничката борба за подобар и поправеден свет. Невена Николова Георгиева Дуња е и првата македонска партизанка која учествувала во Народно-ослободителната војна. Таа е пример за тоа дека младоста во заедништво со зрелоста и страјноста и со посветеноста се предуслов за создавање прогресивни општествени и идеолошки наративи. Стево Пендаровски. Сега го покануваме Љубиша Николовски, брат на Невена Николова Георгиева Дуња, да го прими орденот. Повелете. Сега ја покануваме Валентина Манева да го прими указот. Повелете. Почитувани, во продолжение доделување на медали за храброст на 8 учесници во Народно-ослободителната војна кои учествуваа во ослободувањето на нашата земја од фашистичката окупација. Најпрвин, читање на указот за доделување на медалите. Указ број 22, 21 јули 2022 година. Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија, амандманот 33 од Уставот на Република Северна Македонија, член 2, став 1 од Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија, член 13, став 1, точка 2, член 14, точка 4 и член 18, став 1
од Законот за одликување и признание на Република Македонија се одликуваат Никола Стојановски, Јован Величковски, Трајанка Аврамовска постхумно, Илија Дуновски, Никола Николовски, Цветко Цветковски, Кадрија Џафери и Дафинка Богоева со медал за храброст, за пожртвуваноста, за истрајната борбеност и за животната посветеност на високите цели на заедницата, како и за целокупниот влог во народно-ослободителната борба, што се согледува низ нивните карактеристики, а и низ карактеристиките на голем број генерации борци кои не ги штедеа своите животи за слободата, зацртувајќи ги основните насоки на градење на државата. Стево Пендаровски. Почитувани, да ги поздравиме учесниците во Народно-ослободителната војна со голем аплауз. А во продолжение и видеоматеријалот за носителите на медалите, во кој што имаме можност да го проследиме и доделувањето на медалите на дел од одликуваните, кои од здравствени причини не можеа да присуствуваат на денешната церемонија. Македонска држава беше нивниот сон, за кој храбро, пожртвувано и непоколебливо се бореа со надмоќниот и подобро вооружен непријател. Најпрогресивните и најхрабрите станаа партизани, меѓу нив и Никола Стојановски, Јован Величковски, Илија Дуновски, Никола Николовски, Цветко Цветковски, Кадрија Џафери, Дафинка Богоева и постхумно Трајанка Аврамовска, кои заслужено се одликуваат со медал за храброст. Јован Величковски, најстариот преживеан борец од Народно-ослободителната и антифашистичка војна, во јануари оваа година го прослави својот 100-ти роден ден. Бил командант на 2-риот батаљон на 4-та бригада во ослободувањето на Струмица. Никола Стојановски, роден во 1923-та, учесник во НОБ, прв председавач на Македонското собрание по осамостојувањето во 1991-та, долгогодишен пратеник, доктор педијатар и председател на главниот одбор на Сојузот на борци од НОАВМ. Пожртвуван и истраен, животно посветен на градење на подобра иднина на заедницата, Никола Николовски, роден во 1927, учесник во НОБ. Значи, прво, пише медал за храброст. Медал за храброст. Ово е за се што имате направено за слободата на Македонија. Ово е за вас. И Цветко Цветковски, роден во 1927-та, како учесник во НОБ, придонесе кон ослободувањето на татковината. Првиот медал за својата храброст Цветко го добил од Јосип Броз Тито. Председателот Стево Пендаровски лично му го врачи медалот за храброст во неговиот дом. Медал за храброст пише. Еве го медал за храброст. Натре. Еве го. И ова е за тебе. Затоа што си го направил за оваа држава, за ние денес да имаме слобода. Мислам, дете да го Честитам. Цветко Цветковски со своите 95 години верува дека државата има иднина, само треба сплотеност и единство. Гледаш што се случува денес во Македонија? Како ти изгледа? Рачунам дека ќе биде работа. Сигурен си? Сигурен, така треба да биде. Така е. Така треба. Зашто вие ги поставивте темелите на куќата. Ние сега треба тамо да доградиме и да ја дочуваме. За непроценливиот придонес со кој ја задолжија државата како член на партизанските единици со медал за храброст постхумно е одликувана и Трајанка Аврамовска. Храбро борејќи се на вистинската страна на историјата беше и партизанката Дафинка Богоева. Ова е медал за храброст, со се што има направено во времето кога било тешко стварно. Добар ден, како сте? Знам. Стево Пендаровски, како сте? За слободна и независна македонска држава се борел и Кадрија Џафери, роден во 1927-та.
На 16 годишна возраст, заедно со 107 борци од тетовското село Камењане, заминуваат во Партизани. Ова е таа медаља. Да честитам. Hvala lijepo, hvala vam puno. Hvala vam puno. Благодарам многу. Браво. Браво и браво. Илија Дуновски, роден во 1924. Учесник во НОБ, кој се борел и на Сремскиот фронт. И ги ставија темелите на државата. За својата држава, за својот народ. Темелите ги поставија на Македонија на држава. Темелите. Да, поставија ли? Да, поставија. Ама вие ги поставивте во тоа време. Това беше најтешко. Зашто тие германците беа спремни. Да. Ама ние уште поспремни, зашто давате поќе сила. Во Македонијава има уште 7-8 луѓе преостанати борци од Втора светска војна. Живи. Вие сте меѓу нив. Иде 2 август, нашиот најголем празник, Илинден. И јас сега како председател на државава сакам да ги одликувам тие што биле борци против фашизмот, Втора светска војна, а се уште живи и меѓу нас. Мило ми е што си председател. Овде пишува медал за храброст, кој го дава председателот на државата. Еве внатре да видиш, ова е за тебе, за вас. Ова е За вас. благодарам. Така, благодарам. Можеме да се поздравиме, да ви честитам. Много ми е драго што сте се уште меѓу нас и ние помладите имаме од кого да учиме како се чува и брани држава. Ние борците се радуваме со вас, зашто вие сте меѓу нас. Да, да. Почитувани, сега го покануваме Јован Величковски да го прими медалот за храброст. Повелете. А сега го покануваме Никола Стојановски да го прими медалот за храброст и да се обрати во името на одликуваните борци. Повелете. Најден се благодарувам што добив една медаља, признание за као учесник во народно-освободителната борба. Ја бев учесник у Велешкиот партизански одер Димитар Влахов. Почнав на 21. април 1942 година. И натаму после се ниша многу работи кои се дешаваат, така натаму разбираш не, овој затвори, логори, интернации и така натаму. Ова, меѓутоа, тоа е се у животот на еден борец кој учествувал у ослободувањето на Македонија од робство, разбираш.
покушавани се многу востанија и така натаму правени Илинденското, па Кресненското, Раздошкото и така натаму. Меѓутоа, од сите тие востанија не испаднало држава. Меѓутоа, од ова востание што се направи 45 година, се направи држава Македонија, разбираш, која после овој и денеска живее и танатаму ќе живее и така натаму, тоа е вечно, ние сите мора да се бориме, разбираш, посебно нашите поколенија кои не следат и така натаму. Држава не се ствара овој со некои декрети, него со борба, со крв пролеане и така натаму. Така и ние го направивме, разбираш. Ја бев рането одредал на уморната и така натаму и доживев многу перипетии и така натаму после тоа. Така да го имаме тоа на ум, дека држава без крвопролевање не се ствара, али мора да се брани, да се одржи и така натаму. Ние сме пред влезот во Европската Унија, и верувам дека тоа ќе стане реалност, затоа што ние сме заслужили као народ, као држава Македонија и така натаму, со своето учество во последните битки, разбираш, кои се водеа за овој демократски живот на една држава и така натаму. Толку би кажал, тоа што има тука многу да се зборува, меѓутоа ова време кратко е да само кажав тоа што можам да кажам и многу благодарам на признанието кој ми се даде и така да натаму треба да се живее добро во оваа демократска држава и да ги воспитаваме поколенијата наши од се оноа што се направило у минатото за се стане држава, па да они натаму останува да ја чуваат и да се борат за неа, разбираш, за независноста на Македонија. Благодарам на вниманието. Полесно е за носење. Благодарам на наградата, на медаљата. А натаму ќе наставиме да се бориме со зборови и така натаму. До година 100 години правим, славиме. 100 година, да. Век. 99. Сега се столка ќе биде. На 8 февруар, правиме 100 години. Чекаме овдека да правиме прослава. Со сите луѓе. Ја правиме. Правиме ќе само здрави. Почитувани, ви благодариме за присуството на денешната свеченост. Нека ни е честит Илинден. Што туку заврши централната манифестација од предпредседателската резиденција Вила Водно, каде председателот Пендаровски одржа пригоден говор по повод одбележувањето на 2 август, Илинден, денот на Републиката, и ги додели одликувањата: Орден на Република Северна Македонија, Орден за војни заслуги и медал за храброст. Со Орден на Република Северна Македонија постхумно беше одликуван Крсте Црвенковски. Тој е еден од најпрогресивните и водечките политичари во историјата на македонската државност. Со Орден за војни заслуги председателот постхумно ја одликува Невена Николова Ѓоргиева Дуња за извонредната храброст, пожртвуваност и за лидерската улога во антифашистичката борба. Со медал за храброст беа одликувани Никола Стојановски, Јован Величковски, Трајанка Аврамовска постхумно, Илија Дуновска, Никола Николовски, Цветко Цветковски, Кадрија Џафери и Дафинка Богоева. Председателот Пендаровски истакна дека овој чин одликување го правиме во период кога нашата држава по кој знае кој пат се соочува со обидите да биде негирана националната самобитност на македонскиот народ и да бидат оспорени неговите уникатни национални белези. Сепак тој рече дека не се откажуваме од стратешката цел да станеме дел од заедницата која со сите своји недостатоци создала простор во кој луѓето се слободни.
Во рамките на нашите заложби за целосна интеграција на земјава во Европската Унија имаме цврста намера да ги исполниме сите услови од европските преговарачки поглавја, но немаме намера, вели председателот Пендаровски, со кого било, наместо за европските вредности, да разговараме за воозобнување на империалистичките концепти и идеи од минатите векови, рече председателот Пендаровски во својот говор и додаде дека е свесен дека кај дел од граѓаните постои стравување дека на тој пат кон Европа ќе биде цензурирано нашето историско паметење. Токму овие одликувања се нашиот одговор, вели Пендаровски, на секој обид да се замолкне вистината. Историската вистина не може да се промени со договор, ниту со протокол, бидејќи фактите го разобличуваат секој наметнат конструкт. Со историската вистина нема компромис, говорењето на историските факти никогаш не било, не може да биде дел од говорот на омраза. Истакна председателот Пендаровски во неговиот говор по повод 2 август, Илинден, денот на Републиката. Инаку одовде председателот Пендаровски ќе се упати во посета на манастирот Свети Прохор Пчински, каде е одржано првото заседание на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија Асном на 2 август 1944 година. По речиси 2 децени, македонската делегација, конкретно пред речиси 18 години, првпат македонската делегација ќе го посети ова светилиште, кое е место основоположник на македонската самобитност. Како што реков, пред малку заврши свечената церемонија на која беа одликувани првоборците од Втората светска војна, а ордените дел од нив ги примија лично, додека дел од нив ги примија членовите на нивните семејства. Baš unikam dojte Božve.